Господине Джафери, господине Заев, почитувани колеги пратеници, министри, кандидати за министри, почитувани представници на медиумите. Денешниот предлог за мини реконструкција на владата или за избор на нови министри во владата за нас е пазарџиска реконструкција, која што нема никаква политичка содржина, никаква политичка порака, освен пазарџиско зголемување со неколку пратеници повеќе на парламентарното мнозинство. Господине Заев, она што не го правите денеска, а сите очекуваат да го правите, е реконструкција на владата во ресорите во кои што нема никакви резултати, или има потврлувања, или има афери. Да не ви набројувам со скандалите со Министерството за труд и социјала, со немањето на резултати во економскиот сегмент, со скандали по други министерства. Вие лично на вас, од денеска, ја превземате одговорноста за сите тие скандали и за сето тоа посебно нефункционирање на најмалку половина од министерствата кои што се во владата на Република Македонија. Реконструкција на влада на држава, после една година од кога е избрана, треба да опфаќа реално признавање на слабостите и грешките. Извинете, но со овој предлог вие не го покажувате тоа. Единствено се обидувате да вклопите неколку помали опозицијски албански партии во составот на владата од други цели, кои што доаѓаат во следниот период, но не од цел владата да работи подобро за граѓаните на Република Македонија и да дава подобри резултати. Затоа би ве подсетил на една ваша изјава пред неколку месеци, кога сами кажавте дека во владата има министри кои што не знаат да се снајдат, не се снаоѓаат. Има министри кои што не работат, а има министри што не знаат што да работат. Во овој состав, односно во овој предлог, вие не ни покажувате кои се тие министри кои што нити се снаоѓаат, нити работат. Не ни покажувате кои се министри или функционери за кои што и сами откажавте дека се отворени предистражни постапки. Затоа нашите очекувања беа дека реконструкцијата на владата, посебно заради тоа што заради немање резултати во ниту еден реален сегмент. Нема резултати во транспорт, во инфраструктура, имате драстично намалување на сите капитални инвестиции, немате резултати во скоро сите министерства. Очекувавме оваа реконструкција за да си отргнете одговорноста од вас на неработењето на вашите министри да биде сеопфатно. За жал или за среќа, кој како ги гледа овие работи, вие денеска одлучивте на вас да ја прифатите одговорноста. Затоа, ниту еден од министрите кои што поднесоа оставка, ги нема денеска да соопштат зошто поднеле оставка, што сработили или што не сработили. Затоа, без да коментирам за новите предлози на министри, некои од нив се и солидни кандидати, политички, денешната реконструкција на влада е пазарџиска реконструкција за 5 пратеници плюс или минус во поддршка на владата. Благодарам.